Лекари, пациенти и граѓански активисти од Струмица испратија силна порака дека во Македонија постепено се надминува бариерата на непознавање и недоволно прифаќање на органодарителството. Се повеќе граѓани покажуваат интерес да дознаат што навистина значи дарувањето органи и како тоа може да спаси човечки животи. Во рамки на кампањата значајна улога имаат и лицата кои веќе добиле органи преку трансплантација. Тие активно учествуваат на трибини низ државата, споделувајќи ги своите лични приказни. Нивните сведоштва се доказ за темелната промена што ја носи трансплантацијата. Подобрен квалитет на живот, враќање на здравието и нова надеж за иднината. Интересот е поголем за оваа тема. Ако претходно не се зборувало, сега барем се охрабруваат и тие што се приматели. На секоја трибина имаме приматели на орган и донатори на орган. Особено на црн дроб од жив дарител или сроден донор мајка на син за бубрек. Инаку, ако мене лично ме прашате, по како што кажа, тоа се информации кои што ги изнесоа представниците од раководството, мислам од органите, дека имале 6 негативни одговори, несогласувања, а кога имавме трибината во Кавадарци пред помалку од месец, го добија првото да, односно добија согласност од починат донор и се спасија пациентот Кавадарци. Тоа беше асимптоматски, ние бевме на тој ден бевме на трибина во Кавадарци, а пациентот го пушта да си оди дома, доби црн дроб благодарение на нечија хумана одлука кој што одлучило да ги донира органите од својот близок починат човек. Позитивен тренд се забележува и во клиниките, каде што постепено расте бројот на семејства кои се одлучуваат да ги донираат органите на своите блиски починати. Промената на одредени законски одредби може дополнително да го олесни процесот и да ја зголеми отвореноста кон органодарителството. Видете, сите овие напори што ги правиме, јас се надевам, а и од она што слушам во неформални разговори со луѓе кои што дел се медицинари, дел се немедицинари, кои што до сега не биле запознаени со оваа проблематика, гледам дека сите овие наши напори, трибини, јавни гостувања, телевизиски гостувања, цела кампања дека има ефект. Да, мислам дека кон позитивно се движиме. Од пред една доценија до сега општеството е многу сменето. Прво сега постојат социјални мрежи, постојат брза продор на информации, така да неминовно е да се менуваат и пристапот до информации, методите на едукација, методите на кампања, а со тоа и свеста и едукацијата. Така да, да, јас би рекла полека, затоа што се уште имаме доста одбивања за донаторство, меѓутоа имаме и доста прифаќања, така да јас ќе искористам оваа прилика да се заблагодарам на сите кои што досега донирале органи од своите блиски за да спасат животи. Искрена благодарност, спасиле животи, направиле големо, благородно дело кое што не е само медицински за еден човек, туку тоа е и една, да кажам, општествена добробит, затоа што луѓе кои што биле болни сега се живи, здрави, продуктивни членови на општеството. Од срце благодарност на сите досегашни донори. Доктор Кузмановска, која е анестезиолог и национален координатор за трансплантација, посочи дека листата на чекање за органи во земјава постојано се менува, но бројот на пациенти останува висок, околу 200 лица. Од нив дори 2/3 чекаат бубрек, а значителен е и бројот на пациенти кои имаат потреба од трансплантација на срце.